Во денешната Телма амбуланта зборуваме за сексуално преносливата болест сифилис со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог. Професоре, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Како се случи искорената болест повторно да се јави на овие простори? Па тоа е доста интересно, многумина се прашуваат. Сифилисот се сметаше дека е болест која има само историско значење, како прва сексуално пренослива болест. И во ерата на овие модерни болести кои потоа настапија и ХИВ и сите овие други болести сексуално преносливи кои ја окупираа, да кажам, и популацијата и беа вистински здравствен проблем, се сметаше дека таа болест не постои. Дури некаде во 50-тите, 60-тите години студии кои се правени во Америка и во Европа покажуваа дека е незначителна, дека само спорадични случаи се среќаваат. Генерално, јас се сеќавам уште на времето како доктор на тогашна клиника, кога работев, се зборуваше дека имало порано, некаде во 70-тите, 80-тите години, 60-тите години сифилис, меѓутоа дека сега практично во тоа време, во некои да речеме 90-тите години, втората половина на 90-тите, дека воопшто не се ни регистрирани случаи. И одеднаш тоа некаде почна пред 5 до 10 години, кога колегите од регионот прво, од Бугарија, од Хрватска, од Србија, алармираа дека гледаат сифилис. На почетокот ние се чудевме, мислевме дека не прави некоја грешка. Да, не, тешко да би направиле грешка, зашто се навистина сериозни доктори, имаат добра медицина. Меѓутоа, со текот на времето почнаа прво спорадично и тука да се среќаваат, но она што го гледаме, особено изминатата година, е дека таквите случаи се почести и почести и дека ние мораме како доктори и како асоциација дерматовенеролошка да ја алармираме и заедницата дека оваа сексуално пренослива болест не е искорената. Значи сифилис има и кај нас? Има кај нас и тоа... Каква е состојбата во моментов? Па јас прецизна бројка тоа во институтот може да извадат за бидејќи образка на секој таков случај да се пријава, меѓутоа она што можам да ви кажам е дека лично јас имам едно 7-8 случаи во изминатиот период од некаде година, 2 години видено, што е прилично голема бројка. А какво е историското значење на оваа болест? Зошто беше толку озогласена во минатото? Била голем проблем оваа болест заради тоа што немало прво немало лек. Малку ќе зборувам и за лековите. Втора работа е заради тоа што оваа болест имала епидемиски и пандемиски размери во минатото. Се смета дека страдале голем дел од луѓето заради тоа што не била позната, луѓето не знаеле за што се работи точно и така натаму. И од тие причини луѓето, да речеме, завршувале некои од нив и фатално. Таа прогредирала низ болест која лесно се лечи, за да не ги исплашиме вака гледачите ваши. Но порано кога немало лек и кога не се знаеле дека кои се лековите за таа болест предизвикувала сериозни последици. Втора работа, тоа е болест која се пренесува и трансплацетарно. Значи од мајката на бебето. И може бебето да се роди со сифилис, може подоцна во текот на животот да манифестира симптоми на сифилис. Заради тоа, таа болест имала огромно значење некогаш, која била голем проблем. Се смета дека прво болеста се пренесува со сексуален контакт. И ширењето било во тоа време огромно. И не биле, често се смета во денешно време дека пониски социјални слоеви и така натаму, ради нехигиена, ради честото менување на партнери и така натаму, биле поподложни на таа болест. Меѓутоа, ние историски имаме примери кај што и цареви, и кралеви, речеме Хенри VIII боледувал од сифилис, сликарите, значи Гоген, Ван Гог, Значи, широко распространета сексуално пренослива болест, која сметавме еден период дека таа има само историско значење, меѓутоа денес гледаме дека не само што не е искоренета, туку тоа е многу актуелна болест и интерферира и со некои други болести, има своји импликации на развојот на некои други болести, што е исто така значајно. Професоре, што е предизвикува оваа болест? Сифилисот бактерија ли е, вирус ли е, габичка?
Не, тоа е бактерија. Таа се вика светла трепонема или трепонема палидум. И таа е, ние нарекуваме стручно спирохета. Таа е спирално извиена. Вие имавте, мислам, и на воведот, ја видов баш на една убава илустрација. Тоа е има десетина свиоци таа и карактеристично за неа е што да речеме се лесно се пренесува. Исто така е важно што директниот контакт кај што има, да речеме, крварење и така натаму ја овозможува нејзината инокулација, меѓутоа таа може да се пренесе и со трансфузија, може да се пренесе и со, ви кажав, трансплантаторно, значи начинот на пренесување преку крвта генерално. Преку крвта, основен е сексуалниот пат, може преку бакнеж да се пренесе? Па не, тој се преку бакнеж, она што е по-често и опишано е така наречените тој орален сифилис, меѓутоа тоа сепак се работи за оросексуални повторно за сексуален чин. Да, за сексуален чин, за сексуални односи, кој е исто така чест и е доста, да кажам, за разлика од оние промени што се на гениталии, кои се некако многу повидливи, многу потипични, тие орални промени знаат да бидат малку атипични, понекогаш да залажат и да заведат на некоја друга болест, да мислим. А може ли сифилисот да се пренесе преку тоалетната школка, преку тоалетната даска, на базен? Не. Во када, да речеме? Не, тоа е болест која не може на таков начин да биде пренесена и треба да се релаксираат сите. Тој начин на трансмисија е невозможен. Она што е денес многу добро е што постојат различни методи со кои тоа може да се открие. Исто така се работи за една бактерија која има своји специфики во тоа што за да ја добиете треба да директно ви биде пренесена. Не можете да се заразите, да кажем, со валкани раци или со некои одредена телесна температура е потребна исто така. Значи преку пешкири, преку крпи, сето тоа е исклучено. Тој начин на трансмисија може само теоретски да зборуваме дека такво нешто е возможно, меѓутоа во суштина е невозможно. Ние ниту сме виделе, ниту такво нешто е регистрирано. Некаде прочитав дека се препорачува да не се користи брич на она генитална регија 2 дена пред сексуалните односи, кога станува збор за пренос на сифилис. Зошто е тоа така? Тоа е повторно поради микрокрварењата кои ги предизвикува жилетот. Ние не само за таа болест, туку и кај некои други болести, да речеме кај гениталните брадавици, ХПВ, кои се исто така сексуално пренослива болест, им кажуваме на пациентите дека не треба да користат жилет, брич, заради тоа што на тој начин може да направат автоинокулација на предизвикувачот. Во овој случај ние зборуваме за сифилис, заради тоа што со тие микрокрварења што се прават по површината на кожата, бидејќи сите знаеме дека кога поминуваме со брич по кожата, на одредени места има капиларни крварења кои ги предизвикуваме, екскоријации, гребења од бричот, и тоа може да предизвика на тој начин да се предизвикувачот пренесе и на некое друго место и да има наместо една примарна промена да има мултипли промени кои се јавуваат. Меѓутоа спецификата што е кај овие промени што се јавуваат кај сифилисот е дека тоа се улцерации, тоа се рани. Ранички. Тоа се рани, тоа може да бидат и поголеми рани, улцерации кои имаат на гениталиите, на половите органи, на половите органи, кои имаат еден тврд рап на периферијата, и затоа тој улкус се вика улкус дурум или тврд шанкар го викаат, значи рабовите му се тврди, цврсти. Болни се? И тој вдлабнати се, значи има еден кратер, една рана која таму се предизвикува и се во суштина безболни, имаат една специфика што тие и спонтано ќе поминат. Значи може да поминат самиот сега, но тоа значи дека болеста се повлекла? Не, тоа е главниот проблем на болеста. Значи и заради тоа и во минатото била голем проблем. Тие некоја рана, улцерација која се јавила на гениталните органи, која за 3 недели поминала, и луѓето мислат дека се излекувани. И потоа се јавуваат осип по кожата, после некое време, не веднаш, значи еден раш по кожата може да се јави, кој може да биде различен, ги има во различни форми. Ние често пати во дерматологија велиме дека сифилисот е еден од најголемите имитатори на кожните болести. Може да личи на било што,
Меѓутоа и тој втор стадиум не е проблематичен. Проблематичен е третиот стадиум на болеста, кога кој за среќа не сме го виделе, заради овие средства кои ни стојат на располагање за лекување на болестите, кај што предизвикува проблеми на централниот нервен систем и на кардиоваскуларниот систем. Зошто било значаено ова вашето прво прашање, што е многу добро, е заради тоа што луѓето умирале од искрварување на аортата. Ке руптурира, ке пукне аортата и ке искрварат. Или предизвикува симптоми, така наречени гуми се развиваат, туморозни формации во мозокот, кои предизвикуваат симптоми на тумор на мозок и на тој начин престанува функцијата на виталните центри. Тоа било на историски што се случувало, кое за среќа денес екстремно ретко се гледа, меѓутоа на тоа треба да се мисли, заради тоа болеста треба да се третира во раната фаза, веднаш штом ќе се забележат првите промени. Но дали секогаш се забележуваат некакви ранички генитали на ранички, односно промени на гениталиите кај мажите и кај жените, може ли асимптоматски да биде првата фаза што ја споменавте, да нема ништо, може, да не е видливо? Може тоа да се случи, меѓутоа генерално се јавува онаа улцерација која е многу типична. Таа улцерација која навистина е толку типична и таа не е толку ситна, таа е прилично широка рана улцерација која ја има единствено кај сифилис и кај ниту една друга болест, и заради тоа треба да се, кога ќе се види тоа, да се мисли на неа, и таа оди заедно со една лимфаденопатија која е ингвинална. И која, значи тоа се зголемени лимфни јазли. Таму каде што ќе се појави, значи раничката има, во околината има и лимфни јазли кои што се отечени. Во првите дренажни лимфни јазли, тоа се значи ингвиналните лимфни јазли се јавуваат отечени зголемени лимфни јазли, и кога ќе се види таков комплекс, ние го нарекуваме примарен комплекс, тогаш треба да се мисли на дека се работи за сифилис и да се болеста потврди лабораториски, тоа е најдобриот начин како тоа би се направило. Исто така некогаш залажува тоа што може да бидат повеќе такви промени. Некогаш може тие промени да не се генитално, може да се орално, може да се јават на места кои може да се јават перианално или анално. Меѓутоа сето тоа се промени кои може да се регистрираат клинички со клинички преглед, и тоа е предноста. Толку е типична таа промена што не може да се промаши, не можете да ја промашите, ама секогаш треба да ја потврдите. Јас најдов и некои податоци кои што велат дека има одредени фази низ кои што поминува сифилисот и можеме да го видиме тој телопа, потоа професорот ќе го појасни, вели 1/3 од пациентите имаат латентна инфекција, 1/3 биолошко излекување, спонтано, и 1/3 развива сериозни манифестации и компликации. Можете ли да ни појасните каква е оваа латентна инфекција? Таа латентна инфекција, тоа значи дека она што го зборувавме, од кога ќе се повлече укусот, така чирот, раничката. Чир, рана, улцерација ние кажуваме, или тоа е една рана, една поголема, поширока рана која се јавува на гениталите, нема ништо. И тој период може да биде различно долг. Тука се пренесува всушност и најмногу болеста кога пациентот смета дека излекувам поминала промината. Тие се пациенти особено значени во трансмисијата на болеста, заради тоа што тој пациент имал нешто, сега гледа дека немал ништо, му поминало, се чувствува добро, нема никакви проблеми и си продолжува со своите секојдневни животни навики, сексуалниот живот. Така тоа е начин на кој може да се таа болест шири. Ние денес имаме за тој треба да ја дигнеме свеста дека ова болест се уште е присутна, заради тоа што треба да се секој пациент кој има, секој човек кој има таква промена, треба да се провери, значи да се дојде на клинички преглед, а ако нема ништо треба да се земе серологија за сифилис. Меѓутоа тој латентен период понекогаш е толку долг, значи година. Се работи за години, значи јас мислев ќе речете недели, месеци. Не, тој неколку месеци, меѓутоа може да биде и година тој латентен период. Значи тој латентен период може да биде толку долг што овозможува многу погодна основа за трансмисија, за ширење на болест. Така да се работи за период во кој пациентот слободно се шета, нема никакви симптоми, мисли дека е здрав, а во суштина ја пренесува болеста на други луѓе, и заради тоа латентниот сифилис, таа е една од клиничките од манифестациите на сифилисот, една од стадиумите на сифилисот. Дури некој, ние обично го класифицираме сифилисот во
3 стадиуми, меѓутоа некои го вклучуваат и овој латентниот сифилис, велат дека сифилисот има 4 стадиуми. Што е ова биолошко излекување? Може целата болест само од себе да си помине? Па не значи дека болеста ќе прогредира до третиот стадиум. Тоа не значи по автоматизам дека секој што има сифилис ќе го развие и компликациите што ги наведовте. Да, меѓутоа тоа е прилично рискантно за да вие видите да експериментирате во која група ќе бидете, имајќи предвид дека сифилисот е болест која многу едноставно се лечи. Така да мислам дека главната работа што тука треба да се акцентира е дека ова е болест која лесно се третира, која треба да се третира и во моментот кога ќе се истретира пациентот е безбеден. Она што заради тој латентен сифилис ние им го кажуваме на пациентите да во тој период сите партнери со кои биле се исто така третираат, меѓутоа не само пациенти во латентен сифилис, препораката е да и оние пациенти со примарен стадиум кои имале во периодот до појавата на тие симптоми сексуални контакти со одредени партнери, сите да ги известат и да ги третираат да се истретираат. Терапијата е многу едноставна. Каква е таа терапија? Терапијата е еден стар лек кој некогаш го смени животот на планетата и го продолжи животот за повеќе од 10 години. Тој се вика пеницилин. Значи пеницилинот се уште ефикасен кај оваа бактерија, не станала отпорна на пеницилинот. Она што е значено е што тој пеницилин само со една доза се администрира. Само една инекција во првиот стадиум зборувам. Значи 2,4 мега единици и проблемот е што тој пеницилин Г понекогаш не се наоѓа. Дефицитен е во многу земји, не во Македонија само, генерално во регионот е дефицитен. Меѓутоа како замена може да се дадат да се администрира секојдневен пеницилин, 1,2 единици седена, или може да се користи како алтернатива на луѓе што се алергични тетрациклин, доксициклинот, вибрамицин, кој може да се дава 2 пати по 100 милиграми, 2 пати по една таблета 2 недели, и со тоа се смета дека зборам за првиот стадиум дека работата е завршена. Пациентот е во втора фаза, веќе има и во втората со една инекција се решава на тој бензатин пеницилин проблемот, некаде во препораките и 2, меѓутоа денеска се повеќе една, а во третиот стадиум се советуваат 3 инекции да се примат. И тоа е нешто што за болеста е сосема доволно да се стави под контрола. Честа грешка што во минатото се правеше е тоа што многу од луѓето зема, бидејќи бактеријата е сензитивна на тоа, азитромицин. Меѓутоа денеска заради создавањето на резистенција кон азитромицинот, а и заради одредени компликации што би ги тој предизвикувал, се советува да тој лек не се употребува во лекување на сифилис и препораката е пеницилин како најдобар лек, а неговата алтернатива се тетрациклините, односно доксициклин. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Од овој момент, почитувани, ќе имате можност да се вклучите во програма, да поставите некое прашање за оваа сексуално пренослива болест. Професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог, е во студиото на Телма. Тој ќе даде појаснување на сите ваши дилеми. Како се потврдува дали еден пациент е на вистина болен од сифилис? Какви лабораториски анализи ќе направите за со сигурност да ја утврдите дијагнозата? Тоа се серолошки анализи, значи преку крв се потврдува болеста и мора задолжително. Има бројни тестови денес кои се развиени. Обично на почетокот секогаш се користат тие реагенските тестови и ВДРЛ се вика тестот кој се користи, кој се во широка употреба, меѓутоа обично тие потоа со конфирмацијски тестови треба да се потврдат со аглутинацијски тестови на сифилис кои се специфични и кај кои нема никаква грешка. Меѓутоа она што е прв чекор на кој треба да се направи на пациент кој е суспектен за сифилис, треба да му се земе серологија за сифилис и треба таа болест да се потврди серолошки. Што се потврди серолошки? Кај што не само што се потврдува понекогаш дали е позитивна или негативна, туку се квантифицира колку е титарот на тие антитела,
што се развива, тоа е начин како може да со сигурност знаеме дека еден пациент кој клинички не личал дека заради тие и тие причини има сифилис да се потврди. И што е мојот би бил мој совет, да сакам тоа да го направиме и како некој состанок, можеби и мултидисциплинарен, имаме една идеја на повеќе здруженија и со гинеколозите, неонатолози, па и микробиолозите, и инфектолозите, да на некој начин дадеме одредени препораки да тие кога се тестираат другите болести. Днес често пати рутински доаѓаат пациенти и прават тест на ХИВ, не знам, хламидија, се повеќе корона се тестира, значи дури и рутински доаѓаат пациенти да тестираат. Да се дадат препораки барем кога се прави тој панел за сексуално преносливи болести, да се вклучи и сифилис, бидејќи некои случаи кои се диагностицирани се случајно диагностицирани преку серологија. Асимптоматски биле тие пациенти? Не. Јас тие што ги имам не биле асимптоматски, ама потврдата била преку, да речеме, бараат работна дозвола за некаде, и тој тест е влезен од некоја институција во протоколот и таму се гледа дека пациентот е позитивен на тоа и на тој начин пациентот сфаќа дека таа промена што има всушност се работи е сифилис и тогаш доаѓа кај мене на дерматолог, сум имал два такви случаи. Случајно откриени. Случајно откриени на друго место, сме имали случаи кои што се диагностицирани кај нас. Така, имаме двајца гледачи кои што сакаат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање ако може. Секако. Вака, јас сум сега 70 години, а ми е откриено раничка на матката на 25 години. И сега ми кажува дека раничката, едниот доктор вика раничката постои, другиот вика не постои. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, ова е гинеколошки. Да. Така, мислам дека се дали не слуша гледачката. гледачка. Дали сте се уште на линија? Да. Значи тука мој совет е да на гинеколог се јавите за оваа работа, се работи сепак за гинеколошки проблем. Сега, јас би можел некој коментар да дадам, ама генерално во принцип не сакам за она што има луѓе кои се така, ова прашање од областа на гинекологијата. Да, тоа треба да се види за што се работи. Треба се Како? Така, да го слушаме следниот гледач, сакаше да појасни гледачката, но сепак проблемот е гинеколошки и е потребно да се јави на гинеколог. Да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Јас имам едно прашање поврзано со темата. Се работи за некаква алергија. Ја докторот е кожен лекар. Повелете, нема така, проблем. секако. Надвор малку од темата, но еве ќе може да поставите прашање. Повелете. Веќе 6 месеци имам алергија. Одам неколку пати на кожен лекар. Некоја ми кажува докторка дека ми на нервна база. Една друга докторка ми даде пијам некоја акција за алергија. Еве, ми се ова чесење на раците кај вените, на главата позади, ушите, како топчиња ми се ова, многу ме чеша. Сега моментално ме чешат градите. Така, на различни места ви се јавува. Па до ме нодете. И сипсо јадеш. Пак и ми одете брадата, како топче има внатре. И веќе 6 месеци јас ни една докторка не ме прати на алерготест, така да направам алерготест. Не можам да дојдам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што би советувале тука? Мислам, по ова што вие го опишувате, дека се работи за дерматографска уртикарија, односно она што вие го слободно го интерпретиравте како да е на нервна база. Значи, така, тоа е термин кој ја не го користам заради тоа што не сметам дека се работи за луѓе кои се посебно нервозни, туку заради тоа што типот на кожата е многу почувствителен и се јавуваат тие на притисок пликови уртики кои наликуваат на алергија и заради тоа се даваат обично Б комплекс, се даваат емолиенти, антихистаминици понекогаш даваме, а не е лошо да се направат алергиски тестови за да се исклучат алергиските причини за појава на такви манифестации. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете кој е вашето прашање во денешната тема амбуланта. Да.
Се извинувам малку надвор од темата, али да го искористиме докторов. Се работи за розацеа. 25 години се мачам. Дали конкретно има лек, нема лек, подобрување некое немам, влошување немам, али дали се познати некои нови лекарства, освен тие што ги користам. Така, за да може да си го решите проблемот, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Генерално розацејата е хронична состојба и се зависи во која фаза е болест. Има лек, меѓутоа тоа не значи дека болеста не може да се повтори. Ако е прашањето дали може нешто да дадеме и со сигурност да знаеме дека болеста нема да се повтори, тоа не е можно. Меѓутоа има денеска многу модерни лекови кои може да се користат успешно за лекување на оваа болест. Некои од нив се локални препарати, има и препарати кои може да се пијат како таблетки. Треба да се види точно за што се работи. Розацејата е болест која се подобро и подобро се третира, таа има своји предиспонирачки фактори кои треба да се избегнуваат. Сонце, не знам, употреба на одредени типови напијалоци и на храна, зачинета храна, кај жените често пати хормоналниот дисбаланс. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да прашам во врска со темата, од кога ќе се испримат тие дози на пеницилин, на терапија, после колку време е добро да се направи испитување и во врска со лимфните јазли, после колку време би требало да се повлечат тие лимфни јазли од, да речем, од кога ќе се негативизира болест? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, Првиот доктор. тест после 3 месеци и после 6 месеци може да се повтори, заради тоа што треба време да се негативизираат тие антитела во циркулација. Тоа е така и за некои други болести, кај што пациентите очекуваат дека веднаш ќе настане серолошка негативизација, за тоа е потребно време. Меѓутоа, за лимфните јазли тие практично со поминувањето на примарниот афект на таа улцерација генитална, кога таа ќе се санира, значи непосредно после тоа да речеме во период од неколку недели таа лимфаденопатија вообичаено се повлекува, може да трае малку подолго, ама тоа не е ништо страшно. Тоа е период кај што настанува една санација, да кажам, спонтана на лимфните јазли кои учествувале, тоа е еден вид на одбранбен бедем кој се бранел од инфекцијата, вака народски кажано, и кој му треба време да се врати во една нормална состојба, ама тоа е така и кај многу други инфективни процеси. Не може наеднаш, кога ќе исчезне укусот, да веднаш се повлечат и лимфните јазли. Не е опасно, иако таа лимфаденопатија перзистира малку подолго, тоа не значи дека болеста се уште перзистира. Една доза 2,4 единици, мега единици бензатин, пеницилин Е доволно? Е доволно. Значи тоа е препораката која е Нема доволна. потреба од уште една доза доколку се отечени лимфните јазли. Само една во првиот стадиум. А дали оние што прележале, условно речено, сифилис, ќе добијат траен имунитет кон оваа болест? Можат ли понатаму повторно се заразат? Реинфекции со сифилис, тоа е интересно прашање што го поставувате. Вообичаено пациентите кои имаат сифилис имаат создадено антитела, но кај некој од нив, значи приметени се, има такви случаи кои се опишани на реинфекција, меѓутоа генерално пациентите кои е еднаш регистрирана инфекцијата, тие со излекувањето понатаму не може да бидат подложни на инфекција, но опишани се случаи на реинфекција. Дали оние пациенти што имаат сифилис се попредиспонирани за некои други сексуално преносливи болести, попредиспонирани, сакам да кажам во услови додека имаат раничка или пак некакви промени, дали можат полесно се заразат од некои други инфекции, како што е да речеме ХИВ? Бидејќи најдов некој интересен податок дека 2 до 3 пати имаат поголема можност да добијат ХИВ. Да, и тоа е многу интересно прашање, заради тоа што тоа се вака баш некои специфики, онака што се дури за академски дискусии. Тука важи и едното и другото. И пациентите кои имаат сифилис, значи можат поедноставно да се заразат со ХИВ и опишани се дека е таа зголемена честота кај пациенти со ХИВ. Таа се должи пред се на тоа што таа рана
таа улцерација таму е полесно влезно место, бидејќи ХИВ се пренесува преку крв. Знаеме дека тие микрокрварења практично се влезната врата за пренос на вирусот, така да влезната врата која овозможува да инфекцијата влезе во организмот е практично отворена, таа соголена слузница која е со улцерација која крвари и заради тие крварења тука што настануваат многу почесто веројатно се полесно влегува ХИВ вирусот и тоа се дели од толкувањата на научната стручната јавност околу тоа како тоа се случува. Втора работа што треба да се знае дека сифилисот денес е многу почест кај мажите отколку кај жените. Значи, се смета дека некојаш дури во некои случаи со односите дури и 10:1 некаде, иако е генерално има 3:1, меѓутоа кај белата раса тоа е уште почесто и се смета дека особено кај мажите е чест кај хомосексуалната популација. Но како инверзија на вашето прашање, оно што го поставувате, вие ме прашавте дали кај пациентите со сифилис може да ХИВ да биде полесно и кај пациентите кои имаат ХИВ заради имуносупресијата што таму постои, многу полесно може да дојде до конкомитантна, до заедничка инфекција и со сифилис. Каква е состојбата кај нас? Дали мажите се почесто оние што добиваат диагноза сифилис? Клинички овие што дошле кај мене се почесто мажи, имало и жена, ама се значајно почесто се мажи. На почетокот си мислев дека тоа се луѓе кои бидејќи тоа се често пати беа луѓе кои патуваат некаде, значи или работат некаде во странство и го толкува дека е тоа увезена болест, бидејќи беа спорадични случаи. Меѓутоа сега веќе треба да се мисли дека тоа е болест која тука локално се шири кај нас. Која и локално кај нас веќе има некакво ширење, бидејќи на толку случаи логично е дека тие имаат своји партнерки кои на кои болеста потенцијално може да се рашири. Имам уште двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Во програма. Поздрав до емисијата и посебен поздрав до доктор. Ви благодарам. Вака, јас за друга тема сакам да го прашам, исто за дерматолошки проблем. Имам пред неколку години, малку повеќе години, суви дланки на рацете и ми пукаат рацете, исто и нозете. Така да оде по доктори, со некои мазеви, значи резултати немаше. Ситуацијата на раците, значи ако се допрам до земја или нешто рака, нешто да речеме улје, маслени работи така, значи раците одма пукат и крварат раците, посебно со жешка вода кога ги мием, чешење силно, значи не можеш да се стрпиш. Така да совете од докторот. Така, каква препорака би добиле за оваа состојба? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ви благодарам на прашањето. Убаво прашавте, меѓутоа е од старт грешките што ги правите. Многу вода на такви раце со сува кожа не чини. Обично луѓето мислат дека тоа малку им олеснува со водата, па им се подобрува ситуација. Ама веднаш потоа таа уште повеќе се зголемува, бидејќи водата ја суши кожата. Таквите раце треба да се мачкаат со емолиенти, со неутрални кремови. И тоа што вие кажувате, емолиенти се кремите што содржат неутрални кремови кои се служат подмачкувачи на раце, кои може да бидат различни од домашни производители, од странски производители, има бројни низ аптеките и тие треба секојдневно да се употребуваат дури и тогаш кога немате ништо. Често пати, па и самиот гледач кажа, јас мачкам, ама пак тоа се појава. Мора постојано да се мачкаат рацете кои се суви. Нормално, покрај овие кремови неутрални кои јас сега ги зборувам, има и други лекови кои се употребуваат, антиинфламатори, кортизонски масти, не знам, одредени други такролимус, пимекролимус лекови кои се сега многу модерни, кои се многу ефикасни, поефикасни дури од овие стероидите локални кои се даваат, ама тоа е нешто што треба доктор да го види за да види точно за каков тип на болест се работи, за што се работи и така натаму. Уште еден гледач ќе добие можност да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден за гледачот. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Да ве поздравам вас и докторот во студиото. Благодарам. Господине, само намалите го тонот на телевизорот и следете го разговорот во слушалката, бидејќи мораме да имаме флуентен разговор, за да можете да си го поставите прашањето. Сакам да го прашам докторот.
Пред 20 дена случајно со допир на десниот тестис усетив некои грци на тестисот. Отидов кај лекар и на ултразвук, односно ехо, го имам следниот извештај. Вика, овата тестис со уредна големина и екоструктура. 10 епидидмис големен, билатериран со околна реактивна хидроцеласе. Дали е ова нешто страшно или не е? Не е страшно. Не е тоа тоа Така, повторно уролошки проблем. Значи, ви благодарам за вклучувањето во програма. Направен ултразвук, некоја хидроцела е регистрирана таму по ова што го читавме, али нормална е сликата. Така. Да. Но се сето ова ќе треба да консултирате уролог. Денешниот гостин не е дерматовенеролог. Продолжуваме со темата на која што говоревме за сифилисот. Исто така најдов на податок дека изворот на сифилис може да биде сокриен во вагината, ректумот или устата, па може нема да биде очигледно дека партнерот е заболен од сифилис. Сега, значи доколку оној што е болен има партнер и сега не е видливо дека партнерот има некакви симптоми. Дали во ваков случај тестирањата серолошки треба да се повторуваат кај него? Токму тоа е правилниот начин, заради тоа што понекогаш кога не можете да ја видите клинички лесно промената која ви асоцира веднаш клинички дека се работи за сифилис, тогаш е добро да земете серологија и серолошки да ја потврдите болест. И често пати и кај партнерите тоа треба да се направи, а и во асимптоматскиот стадиум, ако се сомневаме на сифилис, нема друг начин како да ја детектирате инфекцијата, освен со серолошки тестови, со земење Ако крв. серолошкиот тест е негативен кај партнерот, треба антибиотска терапија превентивно да се даде, а дури најдов и некој друг антибиотик се спомнува како превенција. Не, тука има еден период краток, кој не е многу долг на инкубација, кај што болеста може да се развие, кој се мери во денови, но тоа е тој период кај што може да биде еден празен простор каде што може да не ја детектирате инфекцијата. Значи не е погрешно да се даде и кај партнерот пеницилин една доза. Так. Може и да се сочека тој период, да се види, да се направи тест и да се види дали има или нема инфекција. Меѓутоа јас секогаш, имајќи предвид дека терапијата е многу едноставна, би советувал да пациент кој има сифилис, иако е асимптоматски кај партнерот да една единица, 2,4 мегаединици пеницилин. Доксициклин е најдов нешто како превенција. Доксициклин е алтернатива, тоа што ви го кажав, тоа е вибрамицинот, вака народски кај нас познат. Доксициклинот е тетрациклински антибиотик кој е алтернатива кај пациенти кои се алергични на пеницилин. Значи може да се даде, меѓутоа сепак првиот избор е пеницилин и тоа една доза на пеницилин многу елегантно може да се реши проблемот. Често пати има пациенти кои доаѓаат со кожен носип со раш. Тука се тие нејасни случаи кај што може да ви личи на се и се што пробувате едно, пробувате друго, гледате дека болеста не реагира така како што вие би очекувалете, а сте мислеле на нешто. И кај сите тие, тоа и за колегите препорака, нејасни случаи кај што не ви личи, ама баш на ништо, земете серологија на сифилис. Тоа е најголемиот имитатор на било која кожна болест. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Кој е вашето прашање? Ало, добар ден. Добар ден, да го слушнеме вашето прашање. Јас мислам медицината во светски разбори преку Светската здравствена организација треба да работи на голем дел од болестите да се прима вакцина и да има имунитет организмот, тоа е човечкото тело до крајот на животот. Тоа значи кога ќе влезе вирусот да не може да действува врз самото човечко тело. Значи тогаш има поголема заштита. Така, тоа е вашето размислување. Да работи медицината поќе на заштита да не се развива болеста во телото. Така, за превенцијата вие сметате дека тоа е клучното. Ви благодарам за вклучување во програма. Нема вакцина, ако не се лажам, за сифилис. За сифилис и за сите работи за кои може да има вакцина, добро е да се вакцинираме. Има за ХПВ, да речеме, вакцина, па не се користи толку многу, ама тоа е тема за некои други дискусии, да не го оптеретуваме разговорот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да оставам телефон во режија за човекот што се јави, што се isfрлал по рацете, што бил на дерматолог.
Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Имаше некаков став гледачката која што се вклучи. Да продолжиме понатаму во однос на превенцијата, докторе. Од сифилис има ли начин да се заштитиме од сифилис? Дали презервативот е доволна заштита? Таа е заштита, меѓутоа не е идеална заштита. Како и за сите други сексуално преносливи болести, таа е една многу солидна заштита и сепак тој заштитен сексуален однос е, особено со непознати партнери, е нешто што е една од главните препораки за многу други сексуално преносливи болести, вклучително и за ХИВ, вклучително и за други инфекции генитални. Меѓутоа, тоа не значи дека дава идеална апсолутна заштита, но ние секако треба тоа да го советуваме како главна препорака, да има заштитен однос со партнери кои се непознати. Тоа е нешто што е многу важно да се напомене. Исто така, она што јас би го кажал како можност за превенција, таа е повеќе превенција за ширење на болестот, колку превенција да се јави, бидејќи веќе се јавила кај човекот, да тој што ќе регистрира одредена промена на гениталните органи, да дојде да се направи серологија на сифилис, а исто така би советувал и партнерите на пациентите кај кои потврден сифилис да дојдат да се провери серологија на сифилис и да се види дали кај нив има болест или нема. Значи, тоа е работа во која мора пациентот кој има сифилис заради општото значење за популацијата да таа информација ја сподели со оние со кои треба да ја сподели, а тоа се луѓето со кои имал сексуален контакт. Оние кои што се лекуваат, колку време треба да се воздржат од сексуални односи? До негативизацијата, значи тој период може да трае неколку месеци. Значи, во некои максимални услови може да трае неколку месеци за да се негативизира. Што добие негативен резултат на првиот контролен тест, после 3 месеци може слободно да без заштита, значи најнормален сексуален однос да си има. Јас се надевам дека ќе се крене свесноста и за овој проблем, за оваа сексуално пренослива болест и дека се помалку пациенти ќе имате со ваква дијагноза. Мислам дека на вистинско време да се зборува за ова заради тоа што една болест која сме сметале дека е болест на морнарите од минатото, не знам, од 19 век, од 18 век, гледаме дека денес се активира и треба тоа да го споделиме со јавноста за луѓето да имаат предвид, да и стручната јавност, докторите го имаат предвид. Така како Сдружение на дерматовенеролозите на Македонија ќе организирате едно предавање на тема сифилис. Тоа ми е идеја да го направиме и тоа сакам да биде интердисциплинарно. Тоа веќе ги споделив и како дискусии со некои колеги од други бранши што се, кои ја имале истата, да кажам, идеја така во размена на мислење. Мислам дека некаде ако не стигнеме до крајот на февруари, за да добро тоа го припремиме, некаде почетокот на март би имале еден таков заеднички состанок на кој се надевам дека ќе излезат корисни ставови, бидејќи добро е кога сите од свој аспект, и микробиолозите, инфектолозите, и неонатолозите, и ние дерматовенеролозите, таа болест ја од свој аспект проанализираме и ги дадеме оние ставови последни во науката кои може да значат да ние се подготвиме, да ја спречиме да се шири кај нас и да се успешно справиме. Значи важен е скринингот кога станува збор за сифилисот. И моето последно прашање би било дали можат пациентите во домашни услови некаков тест да направат? Постои ли нешто такво? Не, тоа не е најдобро е да се оди на оние, да кажам, стандардни тестови за сифилис кои јас ви ги кажав да самиот почеток, кои се прават во лабораториите, кои не се ни нешто многу скапи тестови, кои можат да се брзо направат и брзо да го имате резултатот, нема потреба да се прави ништо, нити е можно тоа во домашни услови да се направи. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што отворивме оваа тема, кое што очигледно од големо значење за да се покрене свесноста дека една искоренета сексуално пренослива болест повторно е меѓу нас. Ви благодарам на поканата и мислам дека е вистинска многу добра емисија заради тоа што она што во регионот веќе подолго време се зборува, мислам дека е крајно време и кај нас да го подигнеме на ниво да за тоа почнеме да дискутираме и да мислиме, бидејќи
треба да се мисли пред да настане проблемот. Секогаш е тоа најдобар начин на спречување на проблемот. На превенција. Ви благодарам уште едно за гостувањето и веќе им се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Гостин во студиото ни беше професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог. Имате пријатен ден и се гледаме повторно следната недела од понеделник до петок во 12:45 на Телма, кога заедно учиме за нашето здравје. Пријатно.